Првенствено мене ми е искрено многу жал што господин Шилегов ја продаде градската куќа на Евана, ако се сеќавате, до градски водовод која што е сместена. На оваа тема не можам прецизно да одговорам во моментов. Де факто мора да се иселиме од бараките кои што се, затоа што и условите се субстандардни за вработените таму. Јас сакам и мора да имам ефикасна администрација. А вие за да имате ефикасна администрација треба да имате овозможени услови за таа администрација, нормално да функционира таму. Условите се катастрофално лоши таму, како што и во кисела вода се лоши. Ние сме градот Скопје и кисела вода во сериозно лоши простори. Без малку единствени, па може би и во кисела вода јас имав негде. една опција. А тоа беше да со јавно-приватно партнерство дозволам да се градат на местото кај општината 24 катници згради. Лично не можам да го дозволам тоа и затоа сметам дека треба да се преработи деталниот урбанистички план и да се направи нешто што ќе биде нормално за функционирање таму. 24 катници во така густ простор населен, сметам дека ќе предизвикаше штета за моите сограѓани и затоа не го превземав потегот кој што во минатото го превземале во други општини, повторно ставајќи го интересот јавен на прво место пред интерес на поединци, макар тоа да е и подобри услови за функционирање. Што се однесува до градот Скопје и просторните услови таму, веќе разговаравме со претседателот на владата, господин Мицкоски, но и со директорот на СОЗР, Ивица Томовски. Веќе разгледуваме две опции кои што ќе можеме да ги примениме откако би ја превземал власта во градот Скопје. Не можам подетално денес да одговорам на оваа тема, но дека ќе создадеме подобри просторни услови и за странките, за нашиот народ кој што треба да заврши работа во градот Скопје, но и за вработените ќе создадеме и конечно оние бараки ќе се дислоцираат од градскиот парк. Бидејќи еден од најатрактивните простори е моментално тие бараки се на најатрактивна. Да, но исто така да бидам прецизен, таму нема згради да се градат. Дека јас сум градоначалник и нема исто така и хотели да се градат. Така да тоа би било место каде што можеби, доколку имаме средства, би се изградил еден современ објект на градската библиотека со амфитеатар на отворен. Тоа место таму е место каде што треба да е преполно со живост, каде што ќе има преуредени површини, каде што ќе има живи езера. Да, и можеби спој со зоолошката градина и паркот. Тоа го планираме Луна паркот да биде споен со зоолошката градина, но многу ми смета Љубиша во оваа кампања е лично како скопјанец. Што јас поради тоа што имаме нечисти улици, несреден град, контејнери несредени, тревата што не беше искосена, проблем со кучиња скитници, нефункционален јавен сообраќаен транспорт, јас не можам да говорам за убавите работи кои што треба да му се случат на Скопје. Да, јас немам можност да говорам за Луна паркот. Тоа е проблемот и тоа ми смета.